Секој втор жител на истокот живее сиромашно. Ова е заклучок по објавувањето на последните податоци на Евростат, според кој дури 48% од населението во државата дневно може да потроши помалку од 110 денари. Ова граѓаните ги става во економска неизвестност и во ситуација да се откажуваат од многу нешта кои сакаат, но не можат да ги купат. Не смееме да си дозволиме многу да гледаме на страна, да сакаме нешто да си купиме, да се, бидеме по-раскошни, по-ситуирани, не сме и така. Има една македонска поговорка. Колку ти е длъга черката, толку нозе. Аз сега да речем, сакам да купам нова кола, Мерцедес, ама немам пари. Луксузо веќе заврши, тоа на времето може да беше. Најстрашно од се е што се штеди и на храна. Бираме, да биде поевтино. Има големи разлики у цените. Гледаш и да е убаво и да е поевтино. Што е поевтино, тоа може да биде по-лошо. А меѓутоа, па скапато пак не може да го земе оно што мислиме, меѓутоа идеме се нешто на оно што е неосновното. Ваквата состојба на истокот е резултат на фактот што овде индустријата се базира на текстил и кожа, гранки кои се најниско платени во светот. Ова регионот го става на економската опашка не само на Европа, туку и на Македонија. Се знаеме дека Скопје нуди поголеми можности за вработување, поголеми се и можностите за остварување на профит на тие компании таму. Колку издигуваме од Скопје понанаваму, се помали места, таму и не е толку голема фреквенцијата на луѓе, поради тоа се и помали и платите во тие дејности. Инаку, за разлика од пресметките на Евростат, според Државниот завод за статистика, сиромаштијата во државата и регионот е измерена на 24%.